Женските права не се благодети кои биле дадени како подарок од мажите, туку тие биле слободи кои биле извојувани со макотрпна борба, затоа што историјата ни покажала секогаш кога жените политички се организирале, тие ги рушеле бариерите, ги освојувале правата кои ги заслужували и со тоа го носеле и напоредно напредокот на општеството воопшто. Кога станува збор, дали станува збор за западните активистки за право на глас во почетокот на 20 век, па се до нашите социјалистички револуционерки во Македонија, очигледно дека покажува дека женските права зависат од женската активација и женската борба, која всушност преку мобилизација ги остварува своите права, така да тие никогаш не дошле како некој подарок и тие секогаш биле извојувани. Сега, во овој политичко-економски систем во кој што се наоѓаме моментално, јас би рекол дека капитализмот и патриархатот се обидуваат да ги маргинализираат жените на маргините, но сепак треба да се поима ова во смисла на класната положба на жената, затоа што и во самата класна поделеност во нашето општество, сиромашните жени се во уште по незавидна позиција од сиромашните мажи, например. Така да сакам да кажам, политичката борба за слободите на жените почнува од политичкото организирање на жените, а не било кој друг фактор. Како што реков, пред се во овој политичко-економски систем, политиката е богаташка работа, а не е само машка или женска работа, затоа што генерално луѓето од повисоките социјални слоеви имаат слободата воопшто да се впуштат во политика, но кога зборуваме за политиката како професија, дали била таа институционална или институционална, тоа е мит. Сушност дека политиката е машка професија, затоа што гледаме и од историјата. Ако видиме од Паришката комуна до Октомвриската револуција, жените биле начело на овие револуционерни движења, па потоа и во антиколонијалистичката историја на ослободувањето на државите од колонијализмот и жените и таму имале своја улога, а сега гледаме дека во модерно доба жените ги предводат работничките движења, ги предводат револуционерните движења во светот, така да сакам да кажам, тоа е мит кој од како поминува времето се повеќе пропаѓа, затоа што повторно ќе кажам, напредокот на општеството почива на плеките на женската политичка организација.